Нов случај на предвреме родено бебе го вклучи алармот на клиниката за гинекологија во Скопје. Добило хепатит С. До неговиот изолиран привремен дом се стигнува преку посебни протоколи за да не се накалемат и надворешни инфекции. Ова е интензивниот оддел на клиниката за гинекологија во кој се сместени најризичните новороденчиња од цела Македонија. Стандардите се меѓу секој инкубатор да има растојание најмалку 9 метри, но во моментов овде инкубаторите се на растојание од неколку сантиметри. Одделот пред неколку месеци беше доопремен со донации. Овде се задоволни дури и од тоа што веќе нема по 2 деца во еден инкубатор. Оние што бдеат над малите борци велат дека го трошат последниот атом сила. Верувајте, воопшто не е лесно за ни една сестра да работи, да кажеме 12 сати покрај едно дете. Го вентилирате, давате си што е потребно. Значи, буквално се борите за неговиот живот и на крај да ви почине. Да, малку сме, точно е. Ако, например, по светски стандард би требало на 12 вентилирачки места, колку што ние имаме машини, да има минимум 6 сестри, ние на 12 вентилирачки места имаме само 2 сестри. Значи, тоа е надчовечки напор од целиот персонал на ова одделение. Клиниката за гинекологија и акушерство е најголемото родилиште во Македонија. И државните и приватните болници од цела Македонија, кога ќе се соочат со ризично породување, пациентите веднаш ги препраќаат на скопска гинекологија, која не смее да одбие никого. Тука во првите 3 месеци од годинава на свет дошле 1155 новороденчиња. Од нив 144 биле предвремени породувања, 35 предвремено родени завршиле трагично. Во црната статистика од 35 починати влегуваат 10 деца родени во 5-тиот месец од бременоста на мајката, 11 во 6-тиот, 6 во 8-тиот месец, 3 во 9-тиот месец и само едно над 37-та недела од бременоста, но со тешка аномалија. Од 2015 година, значи оди таа фама дека се зголемува бројката на предвремено, односно на смртност кај деца кои што се на клиниката, третирани на клиниката, односно породувања кои што се тука третирани. Сменето е пресметувањето на смртноста, кои деца ги рачунаме во таа група. Значи, од 22 недела почна да се пресметува во некаде 2015 година. Тоа не е случај, например, беа тука представници од Бугарија, значи они рачунале од 25-та недела, во Србија рачунаат од 24-та, така да ако ги одземеме тие деца и кај нас процентот е некаде на ниво на сите држави кои што се во наша околина и кои што имаат отприлика исти услови како и тука. Македонија ги прифати стандардите на Светската здравствена организација, секое бебе родено од 22-та недела бременост или кое тежи над 500 грама да се смета за новороденче. Дури ако живее само неколку секунди, влегува во таа статистика иако претходно ваквите случаи се сметале за абортуси. Директорката Јовановска смета дека прагот мора да се подигне, бидејќи од независна Македонија досега преживеале само 4 бебиња родени во 6-тиот месец од бременоста. Тоа новороденче е екстремно незрело во поглед на сите органи и станува збор значи за новороденчиња кои што во надворешни услови едноставно тешко се адаптираат и тешко можат да опстанат, особено кога се работи за новороденчиња кои што мајката претходно имала инфект и значи тие уште на раѓање се со вродена и таа викаме конатална инфекција, значи со конатална бронхопнеумонија, конатална сепса. Значи тие деца се со на раѓање со инфекција. Им се екстремно незрели, сите органи им се незрели, немаат имунитет, а имаат инфекција стекната во бременоста. Јовановска ги подкрепува тврдењата со бројки. На клиниката за гинекологија се намалува бројот на родени деца од 5644 во 2015-та на 4584 во 2017 година. Но во истиот период удвоена е смртноста. Од 99 починати новороденчиња во 2015-та на 184 во 2016-та и 164 минатата година. Црната статистика се должи главно на предвреме родени деца. Од 99 починати во 2015-та, 92 се предвреме родени. Од 184 починати во 2016-та, 177 се во групата предвреме родени. За 2017-та бројката се уште се пресметува.
Кога бројките ќе се подела според гестациската недела во која биле родени, се доаѓа до заклучок дека најмногу од починатите биле меѓу 22-та и 27-та недела. Дилемата дали деца родени од 22-та недела треба да влегуваат во црната статистика постои поради случаите во кои, иако многу ретко, сепак преживуваат. Таков пример е ова новороденче, кој сега е најмалиот борец на гинекологија. Примено е пред 60 дена, на старост само 23 недели. Ако ја добие битката, ќе биде најрано роденото дете во историјата на Македонија. Но борбеноста не ги напушта и другите, малку повозрасни, исто така предвремено родени. Децата родени надвор од Скопје, кај кои е констатирана некаква аномалија, се препраќаат на детската клиника. И овде одделот за интензивна нега е опремен со донации. Докторката до овој оддел, Аспазија Софијанова, која е председателка на Сдруженијето на педиатри, вели дека низа причини доведуваат до предвремено породување. Сега се раѓаат децата многу порано од порано и процентот на предвремено родени новородени, кои сами по себе се со огромен фактор на ризик, е многу поголем од она што воопшто било претходно, што се должи на стилот, начинот на живење, вештачкото оплодување, кој сакам да го нагласам, кој исто така носи ризици поради тоа што се раѓаат двојки, тројки, така натака, тоа се исто така носи одреден ризик, се вбројува едното од тие доколку заврши лошо. Детската клиника располага со 2 амбулантни возила опремени како мини болници, кои би можеле да стигнат до секој предел на земјава. Наместо во ризичните случаи, бебињата да се раѓаат и транспортираат во несоодветни услови. Но возилата не се користат доволно. Колегите од другите градови видат навреме дека нешто се случува, навремено известување на ова оделение, кое треба да го прифати пациентот и развивање на тој транспортен сервис во кој ние би можеле исто така да одиме на раѓање во одредено место, тоа да биде Битола или да биде било каде, не е важно, каде ќе можеме и ние да присуствуваме исто така на тоа раѓање и да многу побрзо пристапиме кон типот на реанимација, да го развиеме тој транспортен интерперсонален и интерклинички однос, кој треба да значи разговор, договор и накрај добра организација. Ако веќе сватиме дека и во тој дел сме направиле се и нема резултат, тогаш едноставно, велеше покојниот професор Вулнет Старова, СНЗ само небо знае. Има повеќе фактори кои се важни и сигурно на крајот на денот добро би било да ни ги покачат платите, бидејќи на крајот на денот сепак сите работиме и за тоа. Од Министерството за здравство велат дека начинот на пресметување ќе остане ист, бидејќи опфаќањето на бебињата родени од 22-та недела е светски прифатен стандард, иако процентот на преживеани е многу мал. Во тек е проценка на капацитетот на родилиштата во земјава. Некои ќе бидат затворени, а други ќе прераснат во регионални центри за да се растовари скопска гинекологија. Но и таа клиника ќе добие засилување, зашто, на пример, нема ниту половина од потребниот број неонатолози. Овој испуштен период од години наназад не може да го надокнадиме за краток временски период. Ќе бидат примени медицински сестри таму кај што е најкритично. Тоа беше веќе завршено на клиниката за педиатрија со акцент на интензивната нега, след на гинеколошката клиника кај што ќе примеме овој 20 на медицински сестри. Неонатолози, знаете, не може да створите преку ноќ. Тоа е еден процес на едукација. Потребни се 20 и нешто, во моментот има само 8 и тоа е еден сериозен проблем. Интензивните оделенија на клиниките се опремени главно од донации. Стручниот кадар се заминува од земјата. Дали сте свесни колкав е лошиот имидж на здравствените установи во земјава и јавноста просто бара конкретен одговор кога и како планирате да го надминете овој проблем? Не можеме, како и што спомнав, не можеме преку ноќ. Меѓутоа, чекорите кои што веќе ги направивме, сметаме дека ќе не однесат во вистинскиот правец. Соодветна едукација, ќе повторам, и од странство, меѓутоа упатување на соодветна структурирана едукација на наши лекари, кои што знаеме со какво знаење ќе се вратат од странство и како ќе го аплицираат во наши установи. Мотивирате, значи они не бараат додатна едукација во странството, туку да се иселат комплетно од оваа држава. Не постои друг механизам на мотивација освен да понудиме соодветен систем на работа и на едукација и финансски се мотивираат. Ние веќе го зголемивме вредноста на плаќање на ноќниот труд. Веќе се зголемени дежурствата за лекарите и за средно медицинскиот кадар. Следен чекор ќе имавте критики од медицинскиот кадар. Верувате дека беше ова
максимумот кој што според економските перформанси сега можеше да се вложи во овој дел во здравствениот систем. Следен че горе покачувањето на платите, меѓутоа не застануваме тука. Во очекување нешто да се смени, останува лошиот имидж на Македонија, која УНИЦЕФ ја рангираше на второто место во Европа според стапка на смртност кај новороденчињата.